Ваквите расправи станаа честа појава во скопските автобуси. Откако пензионерите добија бесплатен автобуски превоз, излегоа на виделина револтот и потиснатите емоции, и кај нив, и кај младите. Едните револтирани од односот на новата генерација, другите пак гневни на системот кој се чини многу повеќе вложува во возрастните, наместо во идните носители на општествените промени. За да биде состојбата уште поалармантна, ако некогаш тепачките по автобуси беа резервирани за младите бунтовници, сега тие се сведоци на се почести пресметки меѓу самите пензионери, и тоа не само вербални. Високиот праг на толеранција, која отсекогаш била одлика на македонските граѓани, полека се намалува, вели социологот Татјана Стојановска-Иванова. Самиот општествен контекст е таков, значи пребукираноста, односно секојдневието кое што ни намитнува еден вид на нервози, она неможност за светла иднина, не гледање на некоја добра перспектива, самата реалност, општествена реалност нас не е таква да всушност придонесува да одредени негативни аспекти, одредени вредности кои што досега биле маргинализирани сега испливуваат на површина, кои што не се суштествени или кои што буквално не го покажуваат позитивното, посакуваното и доброто однесување. Затоа нас не се случуваат такви работи кои што не се случуваат. Најстрашно е во вторник и во петок, тогаш гужвите се најголеми. Генерацијскиот јас станува се подлабок, размислувањата спротивставени. Пензионерите се задоволни што владата вложува во нив, од бесплатното бањско лекување, посетите на музеи и театарски представи, па се до автобускиот превоз. Не добро, него одлично. Поора мерка за нас, фала Богу, нема. За сега добро е, ама да се прави за цела недела убаво е. Ако сака да им се помогне на пензионерите, нека им даде пари, толкова гужва нема да има по автобусите. Младите пак имаат чувство дека се маргинализирани, посебно студентите. Мислам дека поише треба малце во средношколците, а и средношколците имаат некако слободни, ама студентиве да, искрено за греота сме. Мислам дека повише треба во нас да вложуваат. Поише им се дава на пензионерите, а треба да биде на младите, пошто сепак знаете, треба да има не само за пензионерите и за младите. Треба да се реши поинаку некако. Барем да биде некако ограничено од 9 на пример до 4 или до 3, па после од 5. Не знам. Дека има реален проблем потврдува и професорката Стојановска Иванова. Посебно во вторник и петок, кога студентите доаѓаат на предавања, веќе уморни од гужвата, споделените рецепти и прекорување од возрастните. Ни се случува нас на час да дојдат студенти, велат преморени сме, а се уште не е почна часот. Зошто? Затоа што вели првенствено цело време бев истормозен, може би се малку невкусен збор, меѓутоа вели истормозен во смисла и физички, избутка, немав доволно место каде да застанам, од друга страна и тоа психичка тортура што цело време се прекорува, некој не прекорува, дека ние не сме доволно културни, доволно морални и така натаму. И додека пензионерите веруваат дека сториле доволно во својот живот и сега треба да уживаат во него, па макар и со користење на бесплатниот автобус, револтот кај младите станува посилен. Вчера беше објавен нов повик со кој 10.000 пензионери добиваат банјско-климатска рекреација. Ја плаќа државата. За бесплатниот превоз на возрастни лица во вторник и петок од буџетот на град Скопје беа одвоени 25 милиони денари. Дополнителни 10 милиони беа дадени за слободниот превоз во сабота. Истовремено, студентските стипендии редовно доцнат. Над 50% од младите се невработени, а студентите сами си плаќаат и за автобускиот превоз, независно од тоа кој ден се возат со ЈСП.